Road Machine Lovers е интрото што ќе го гледате на сите видеа и подкасти, бидејќи вие се наоѓате на најзабавниот канал за автомобилизам во Македонија, Road Machines. Тоа е затоа што интернетот денеска е доволно паметен да ве однесе онаму каде што е вашиот интерес, а воедно и нашиот интерес, а тоа се машини за напад. Каков пат? Па било каков пат. Ние тука нема да дискриминираме по бројот на тркала или по начинот на изработка, а најмалку по она што ги придвижува. Па да се запознаеме. Јас сум Јован Јовановски и ќе се потрудам да ви ги донесам најинтересните приказни од автомобилизмот и од ентузијастите за кои што вие никогаш не сте ни помислиле дека можат да се случат. Денес ни гостува македонец од Англија кој 22 години не може да има хоби, бидејќи низ неговите вени тече гориво. Професионален возач, двократен шампион на ридски патеки, може да расклопи целосно автомобил, но и да го склопи. Татко, воедно и мој втор братучет, Return of the Legend, Бранко Кипровски. Повели. Добре ни дојде. Добре ве најдов. Дали е ова твојот natural habitat? Ова е мојот дом, гаража. Предпоставам дека можеби си единствениот кој што си има иселен од Македонија заради асфалт. Кажи ми, во Англија подобар ли е? Дефинитивно има голема разлика. Тука во Македонија имаме убави патеки каде што стварно надпреварувањето, трките се вистинско уживање, но менување на нивото на трките, започнување на професионално занимавање со автомобилизам си бара и таква средина. Значи најдобрата средина или центарот на моторспортот на светско ниво, тоа е дефинитивно Англија или Обединетото кралство. Таму си најпознатите патеки, мислам. Да, најпознатите патеки, Силверстон, Формула 1, Донингтон, Брендс Хач, Снетертон, многу има. Кнокхил, Кастелкомп. Таму се воза, мислам, и Формула, не? Да, Силверстон. Има таму менаџери, не знам, имаш некој си имаш запознаен со некој врвен? Јас имав чест да се запознавам со Тим Сагден, еден од најдобрите возачи во Порше светскиот куп, кој што е прогласен од исто од Порше. Така да стапи во контакт, тоа е еден од најскапите исто менаџери за соработка, меѓутоа знаев зашто сум отиден, не беше ни прашање дали треба да се штеди, дали треба да се размислува да се соработува со него, но оваа приказна со оглед на мојата возраст, на моите години, беше исто така предизвик за него дека некој менува средина комплетно за да се занимава на овие години со автомобилизам. Така да испадна предизвик, човекот ме прифати како дел од семејството на неговиот тим, на неговиот куќа Purple Dot. И станав едноставно добредојден член каде што ги добив сите оние упатства како треба сите совети, што треба да се работи, како треба да се работи. Имавме тестирање заедно каде што беа доловени сите оние врвни моменти од 40 години професионален моторспорт, како е да возиш за да можеш да победуваш во секој куп, во секоја дисциплина. Мислам дека тоа е најважното нешто за кое што отидов и кое што највеќе ми помогна да доминирам на трките. Океј, ја ќе ти кажам едно нешто што не го дискутиравме овие неколку недели. Добро. Иако се дружиме интензивно. Можам да предпоставам. Јас бев 11 или 12 години, така нешто, кога почнав да возам мотор. Не го правите тоа, на толку млади. Тоа беа други времиња. Али секогаш се трудев да поминам, барем имаше еден период кај што често проаѓав, скоро секој ден, после онаа угорница од кај тебе, за да видам дали си во гаража, за да можам да дојдам да ти помагам или некако да се дружам со тебе. Е легендарната гаража. Легендарната гаража. И ти можеби не го знаеш тоа, заради тоа што никогаш не налетав баш на тебе. Секогаш беше затворена. И многу интересно што пред неколку дена, кога не пушти да отидеме у гаражата да видиме овој спортски автомобил, за кој што после ќе ни раскажеш малку повеќе. Добро. Исто така ти не беше во гаража. Значи не било судено. Судбина. Ама кога правевме неколку пати муавет, ми спомна нешто за некоја техника за возење на мраз. Па добро, сега имам неколку совети, например, за мраз. Можеби не ги знам сите, затоа што не сум бил во професионалниот свет на возење на мраз или на снег. Моето искуство возењето со камиони, работата значи со камиони не на патеки, значи приватно, како бизнис, со возила, со автомобили, со мотори и така натаму, секоја лизгава патека, значи мора да биде погонот ослободен. Како совет. Што значи тоа? Тоа би го дал како совет, значи треба едноставно додека има во случај дека имате ситуација
треба да се ослободи погонот од возилото, ако е нели со ние викаме кумплук нели Да. во возилово, тогаш треба додека немате време да ставите колата во неутрал, нели во лев. Да. Тогаш на пример најдобро е да се притисне кумплугот, возилото да се ослободи, за да можете да одберете правец на движење, затоа што ако имате интензивно кочење, возилото ќе оди право по инерција. И тоа е еден мал совет, и ако може да се симулира ABS, значи на пипни пушти кочница, На сет. за да може да одбегнете, значи колку што можете. Мислам дека на некој ќе му помогне. Значи не да стиснеш јако и не да можеш, бидеш интензивно самка. кочење, да, и тогаш дури мислам, не Мгм. тврдам, мислам дека по некој пат и се забрзуваат возилата Да. на таа лизгава поглед. Мисли има десено. На сите ни се случило. Да. Како е да менуваш со лева? Што е разликата? Добре дојдовте во мојот свет. Да минуваш со лева. Ја имав таа прилика, сите знаеме, мислам, во моторспортот, со многу луѓе сум разговарал, дури и во луѓето во Англија, сите знаеме, сите тврдиме дека десната рака е супериорна за менување брзина. Дури на леваци? Дури на овие што возат возачи во Англија, што се родени таму, англичани, кога одат во светот на туринг, нели трките, користат лево седење за да можат со десна да менуваат. Не знам дали е тоа така медицински потврдено, дали работата на мозокот, контролата е префрлена и поврзана со десната рака. Меѓутоа, јас не најдов некоја исклучителни тешкоти да се префрлам, затоа што веќе првата трка кога ја возев 2019 во Focus Cup, иако имав пауза од 5 години, јас седнав и успеав да водам цела трка до крај, несрекно заврши пред стартно целната рамнина, на крајот трката возилото изгуби сила, ме поминаа сите конкуренти. Бев дефинитивно нервозен, нема зборови да се опише тоа разочарување. Верувам. Сепак бев фокусиран само на левата рака на менувањето. Тоа ќе беше најголем хендикеп. Успеав тоа тој фокус да го издржам. Значи практично направи промена на стратегија. Стратегија ми беше само фокусирање на менувањето на брзина. Кој што и ден сега веќе не размислувам на тоа, двете раце работат синхронизирано. Може да се прави некој вид на тренинг, некој вид на вежби, се она што го правиме со десна рака секојдневно, на пример миењето на заби оди со лева рака. Тие некои тајни, ситници, да, некој пат кога имате слободно време, ако сакате нешто да нацртате, можете да пробате со лева рака. Сето тоа Ја ни со помага. десна не можам така. Да, исто и на пример кога возам цивилно возило, кога се движам по патишта каде што не треба, повеќе работи и задачи давам на левата рака, значи ја држам цело време во тренинг. Мислам дека и тука доаѓаш со автомобил. Да, по некој пат возам цело време, значи секое патување е една замислена трка, се што може не е во смисла на брзина, а во смисла да секое движење, седнување во автомобил и кога ме вози некој, дури и тогаш го користам за она каде се наоѓа возилото на делот асфалтот, на патеката, на лентата каде што возиме, така да цело време е апсолутен тренинг. Ти верувам. Кога летаме во авион е исто тренинг. Да. Потешкоти имаш, а? Па немам, ама ете, тренинг е пак, затоа што е некакво движење, нели? Бензин или дизел? Во не гледам разлика, само нека има 4 тркала, волани, кучници, јас сум за. А струја? Па, како што доаѓа времево, не сум љубител на електричните автомобили лично, но сметам, гледам по други возачи што возат дека не е голема разлика, дека најверојатно ќе се прилагодиме, меѓутоа со овие проблеми што ги имаат хаварии и тоа нивно фалење дека електрични возила се иднина, свесни сме дека прават многу штета, едноставно не сум фан. А ако има прилика да се возат трки... Колку трки имаш извозка? Официјално по некоја статистика на како се викаше, базата на светски возачи, Да. имам некои 53 официјални трки, јас сметам дека не можам да тврдам, одамна е возена првата трка, колку трки се возени официјално, негде 80-тина, можеби 100, но по светска база на возачи имам 53 и исто име според тие статистики што ги знаеме. Доколку некој знае точна статистика, би го замолил да јави, да не извести, па ете и таа статистика да објавим. И мене дечки страшен екипа. Не знам ништо за тоа, се чувам. Тоа на времето беа луѓе кои што редовно ги посетуваа сите автомобилски трки.
Тоа се баш за мене се тие дечки, затоа што се помлади од мене неколку години. И тоа се луѓе што верувам ги знаат сите возачи, лично се познаваат со сите. Но ете 2013 бев изненаден на една трка на водно, каде што се појавија со пароли, со надписи, дури си дали име самите стршлени. Тоа значи колку сме опасни како тим. И тие се стварно опасни, меѓутоа дојде до едноставно преважен момент за мене, тоа што познавајќи ги сите возачи, иако имаме многу квалитетни возачи во Македонија, тие ме одбрале мене, а самото тоа кажува дека го одбрале најдобриот. Без да доминираме со најспремно ауто, со најголема финансиска поддршка, едноставно со тоа што се извозело до тој момент, до некоја до 2011, 12, 13, тие сметаат дека јас сум најдобриот и дека заслужувам поддршката од нив. Секогаш ќе им бидам благодарен, дури се и производители на моја фан-пејдж страна. Тие измислија, тие ја поставија. Сега им ветувам дека ќе ја развиеме таа фан-пејдж страна на највисоко ниво и секогаш кога ќе ме прашаат за нив и за фан-пејджот, ќе бидат споменати. Кога спомнавме бензин или дизел, ќе ни кажеш на кои надпреварувања имаш учествуван? Да, интересно е што Focus Cup се дизел возила и дури јас бев изненаден кога испадна можноста нели да се вози 2019 и нема голема разлика, нели нормално тој мотор се вози на друг начин, си прашав искрено како треба, што треба, колата се проба, нели да не се направи некој дефект према кон тимот. И со тоа нели внимавање, професионалноста е тука, како треба така се вози возилото. Се користи бустот на турбото, се внимава на обртаите, точно каде треба да постигне максимум. И тоа е тоа, нема никаква филозофија, затоа и реков само да е на 4 тркала, за мене исто штом се возиме на трки со конкуренти кои што се во исти возила, нема разлика, значи нема брза или спора кола, нема никаква разлика дефинитивно. Така да тој што е за реални трки, тој како возач би сакал да вози каде што има повеќе конкуренција, така да овде имавме негде 28-30 возила, во BMW Compact Купот имаше 37 возила. Инаку ќе те прекинам, јас ми беше многу драго кога видов дека возиш за Компакт. Која година беше тоа? 2020, ако не се лажам. Да, мислам дека за време на ковид. Многу ми беше драго пошто ја имав Компакт. Да. И ми беше многу забавно тој аспект. Кажи ми за постарата малку историја во Македонија. Во Македонија нема многу избор со оглед на буџетот, нели, што се располагаше во тоа време, мораше да се вози во таа наша национална класа Југо. Имав прилика да седнам во шампионска кола подготвена, една од најподготвените автомобили на Балканот, да се направи најдобро време на патеката. И сметам дека со тоа е постигнат еден пик на моментот на кариерата моја во Македонија. Од тука, како сугестија од мои блиски пријатели, луѓе што го сакаат автомобилизмот, ти не си за тука, ти си за надвор. Јас сметав дека тоа е малку преголемо за мене, дека за тоа треба нешто посебно. Така си мислев, така се чувствував реално. Но веќе имавме возачи од нашиве простори, да кажеме од Балканов, кои што веќе отидоа надвор и покажа заби, може да кажеме, на европски трки, на европски шампионати. Видовме дека е тоа. Ние сме тука, возењето е тоа. Ако отидеме надвор, ќе видиме докаде се. Тоа беше единствен начин, единствен репер да се види докаде сме со возењето. Затоа и отидов надвор. И се покажа да исправна одлука. Можеме да победуваме. Се слагам. Сега пошто зборевме за бензин, дизел, ама спомна Компакт и спомна Фокус и Југо. Разлика предна, задна влеча? Што ти лежи повеќе? Па вака сега, BMW Compact Купот тоа не е моќно возило како BMW, тоа се возеше слично како предна влеча. Сега треба да се внимава нормално на влез на излез, да не се губи од кривина. Тука многу повеќе е побитно на користење на педалот на кучница и газ, за кога се враќа назад брзина, за да нема прелизгување. Тие некои работи кои што стварно не се проблем ако некој е целосно посветен на автомобилизмот и ако немаш тренинг, тоа може да седнеш и да го направиш. Значи едноставно се работи за пасија. Јас не знам со луѓето, повеќе од луѓето не може да го разберат тоа, нема ни потреба да го разберат некои луѓе, сериозно го мислам тоа. Едноставно мене автомобилизмот и трките не ми се хоби.
Јас сум тоа, јас тоа го правам, јас тоа го сакам и речиси на ништо друго. Може би се друго е хоби, а? Ништо друго не размислувам, баш така, се друго е хоби. Значи животот, пријателите, роднините, семејството, се е тоа едно хоби со кое што уживам. Меѓутоа без трките јас стварно не би знаел како. Да, јас овие неколку недели се изненадив искрено од поддршката што може еден човек да има во Македонија, особено после толку долго време што не е стапнат тука, доаѓаш ти, нели? Да. Од време на време, Да. ама пак не си тука, тоа е многу значи. Па видете сега, јас себе сум оставил некаква трага во автомобилизмот, секој кој ќе ме види е здраво кај си тркач, здраво шампионе, здраво, значи сите сметаат во бекграунд кој ќе ме видите мене, сигурно ме доживувате као негде да се тркам. Тоа е ствари мојот бренд, тоа е моето препознавање, сакал некој или не, јас сум тоа и го гледам тоа дека така го гледаат луѓето. Никогаш нема да заборавам, на тркашам однес се таткаме. Не можевме за жал да ме носи често, ама на една трка кај Саем, никогаш нема да заборавам, имаше едно јукце црвено многу бесно, многу добар звук имаше и влезе низ прозорот од вратата, бидејќи валјда или имаше некаков квар вратата или може беше малце ударена па не се отвараше. Ама Да, ако може би е трка после водно, имав еден инцидент на водно каде што нели се превртев на кров. Таму беше исто многу битно, имавме неколку класи на возила, класи во смисла на подготвеност, на финансии. Тоа возило јас само што го купив тогаш, се сеќавам дека беше земено на рати од покојниот Коне. И тој ми беше уствари човекот што ме внесе во спортот, Ненад Николовски, Коне спорт, одличен возач, одличен познавач на автомобилизмот. И тоа возило беше купено тогаш на рати. Моја среќа што ги запознав Еврокавас тогаш на времето, работеа со автолимарија, со фарбање. Ги замолив без никаков збор, го земаа возилото со акрилна боја, беше изфарбано така да изгледаше немаше супер. врапови тогаш. Сега единствен начин беше да се допре до подиум или до победа, ако стига каде што конкурентите кочат, јас да пробам да поменам без да пуштам газ. И знаев дека е тоа таква одлука, се договорив со другари, ме кажав стратегијата, сите ме гледаат дека одлуката не е добра. Ја им кажав дека не би прифатил ништо друго освен победа или барем подиум. И се очекуваше дека ќе 90% беше дека ќе заврши со пех, а 10% дека можеби ќе дојме на подиум или да се победи. Мислам дека истото ниво се размислува и сега, само што сега штетите се поголеми и гледам да го искористам на цело искуство собрано до сега, да има што помалце такви инциденти и да нели плаќења штети. Да. Мислам дека тука интересот за автомобилизам почна да се подига на повисоко ниво, особено со некои настапи кои што се случуваат на интересни шампионати од страна на македонци во Македонија. И тоа мене ми е многу драго, бидејќи мислам дека порано кога беа подостапни трките, можевме почесто да ги гледаме. Сега заради одредени промени нели кои што настанаа, веќе не можеме да оние кои што сме заинтересирани не можеме да ги гледаме толку често. И мене од секогаш ме интересирало каква е свеста за автомобилизмот во Англија, бидејќи сите знаеме Англија што значи. Автомобилизмот во Англија е нешто основа на живење. Тоа е како совраќајна култура, тоа е како едукација. Значи тоа е дел од маркетинг, тоа е дел од бизнис, тоа е дел од секојдневие. Значи луѓето живеат, се едуцираат, се школуваат за трки. Така да таму е една цела индустрија. Сега во Македонија нивото за жал е многу ниско и на самите возачи што го прават тоа, затоа што народот сака трки, луѓето сакаат. Ние имаме трки, си запамтил можеби на Саем каде што било преполно, не можеш да гледаш, имаше луѓе качени на дрва, на било што на што и да им дојде, само да можат да стигнат со двогледи од згради, од се. Тоа е вистината, тоа е реалноста и тоа не е многу одамна. Меѓутоа сега веќе луѓето што ги направи спортот и институциите поврзани со спорт не се заинтересирани за тоа, се работи само за интерес, се работи за исполнување на своји цели. Не сакам да навлагам од тоа, ќе си ја гледам мојата иднина, ќе се трудам со тоа што сум таму да помогнам и во Македонија да направиме нешто. Имам некои планови, нема да ги откривам сега за сега. Ќе гледам да покажеме дека имаме квалитет, ако сме од Македонија, ако не сме со едукација возачи, дека сме талентирани, дека го сакаме тоа, веруваме во тоа што го работиме и се надевам дека ќе наидеме исто и на интерес од македонски компании кои што ќе застанат позади сето ова
и ќе направиме во иднина многу полесно да имаат пристап оние млади што сакаат да се занимаваат со овој спорт, да имаат некој што ќе им го објасни тоа како треба, дека автомобилизмот не е бизнис, дека автомобилизмот не е политика, дека автомобилизмот е едноставно спорт што треба да се гаи и да се едноставно да се негува. Автомобилизмот е цвеќенце. Нема, ако го скинете, нема да пусти. Деновиве гледам на твојот профил и на профилот на Kinetic Motorsport дека нешто се случува. Јас знам нешто, ама ајде да им кажеме на оние што слушаат и гледаат. Па вака 10 месеци веќе се подготвуваме за ова, го зборуваме ова, нели, дека сакаме да настапиме цела сезона, да пробаме да дадеме максимум. Исто толку време се преговара и со Kinetic Motorsport, чиј собственик е Дейвид Буки. Тоа е одличен возач и механичар, значи човек што ги подготвува овие автомобили, посебно EPA3 Honda, и кои што се најискористени возила, најтркачки возила во Англија, во купови, најсериозни возила, значи тие се чисто оружје за трки. И доста конкурентни, каде што имаме преку 36-38 возила на секоја трка во Civic купот во Англија. Исто така има преголема посетеност самиот куп и стварно е престиж да се настапува таму. Не може било кој, значи, да вози таму и евентуално топ 10 е супер успех во Civic куп. Самата прецизност на овој тим, јас фрлив око на неколку тимови во Англија и ги следев како работат, кои се нивните резултати. И нормално со условите кои што ги даваат за да се соработува, ова ми се види како најдобра прилика. Гледаме дека сме на иста бранова должина со Девид, кој што е сериозен во тоа што го работи, има неколку возачи кои што возат во неговиот тим. И откако разговаравме, се ги прегледа оние видеа мои од Focus Group и претходно што сме разговарале за се, ми даде една добра понуда која што е тешко да се одбие. И затоа одлучив со се она што го знаеме. Моментално завршувам со студиите кои што доста ми помогнаа, нели, во маркетинг светот, како треба да се работи. Сега се сметам дека сум целосно подготвен да настапиме таму, да побараме помош, да направиме соработка, да направиме партнерства, баш токму она што треба за овој спорт. Каде ќе се натпреваруваш оваа сезона? Оваа сезона ќе настапуваме во Racing Hondas. Тоа е шампионат само за возила од марката Honda. Ќе има неколку класи, А, Б и С. Ние ќе настапуваме во Б класата, затоа што таму ќе возиме со EPA3 и возилото мое е целосно спремно, подготвено. Знаеме со кое возило ќе настапувам. Стартниот број ќе биде 51. Вака цела клима е чувствувам дека е добра. Сметам дека сме подготвени за победа. Сега ќе видиме како ќе биде на самиот терен. Може да дојдат сериозни возачи, може да е отежна цела оваа работа. Ќе видиме, се зависи до каква конкуренција ќе имаме. Сигурно дека ќе биде тешко. Јас токму и тоа го барам. Мислам дека се 3 категории, така 3 класи во кои што А, Б и С, да. Тоа се класи. Да. Има некоја разлика голема? Па тоа е во зависност од финансиите за возилото, дали ќе се вози на поскапи пневматици или гуми, дали ќе се вози на поевтини, на полурейсинг, рейсинг и така натаму. Исто така е важна и, нели, коњажата на моторите. Има некои лимити со тоа. Мислам дека има тон по килограм и имаме првата класа или С 190 конски сили. Втората класа е 240 и после тоа имаме над таа 240. Значи 240 конски сили на тон. Тоа е многу озбилно. Можеш ли да ни кажеш, да ни објасниш нешто повеќе околу трките, како се одвиваат, што се случува на трка? Вака сега, во Racing Honda шампионатот трките се еднодневни, се е тоа да се намали трошокот за самата трка, така што имаме квалификации и 2 трки. Сега на почетокот на сезоната ќе имаме можност да направиме и тест ден, тоа ќе биде петок. Исто така, првата трка ќе се вози на познатата патека Инглси во Велс. Затоа и сметаме дека ова е, нели, на британско ниво, не се вози само во Англија. Така. На оваа патека ќе имаме можност да тестираме во петокот. Во сабота имаме квалификации и 2 трки. Тоа се смета за еден викенд. Потоа во неделата имаме квалификации и уште 2 трки.
Тоа е се направено за да се спасиме ние како возачи, тимови, организатори од правење на два различни евенти, например на почеток на сезона и на крај на сезона. Ова се прави во истиот викенд и што спасува дел од буџетот за самата сезона. Кои, мислам, може таму луѓе да дојдат да гледаат како Да, што нормално. не сум бил. Имаме специјални трибини, безбедни трибини на секој дел од патеката. Тоа е тоа, како што може да си имал можност да провериш да прегледаш на некоја трка на Формула 1. Сите оние кои што се спонзори ќе имаат можност да добијат карти кои што се бесплатни, нели, дел од спонзорството. Пред трките може да се посетат гаражите, да се посетат возилата, може да се посетат сите тимови кои што ќе се надпреваруваат на истиот евент. За време на трките ќе можат да си отидат на трибини, безбедни трибини, каде што ќе можат да ги гледаат нивните омилени места, омилени свиоци. И исто така можат на интернет претходно да си проверат кои се најатрактивни места, каде има највеќе дуели, највеќе поминувања. Не го знаев тоа. Ете така. И исто така во Англија големите компании практикуваат да ги искористат овие евенти, затоа што се адреналински евенти. Тука можеме, на пример, кога би имале спонзори, можеме да го добиеме нивниот фокус од публиката со тоа што би го имале брендот на нашето возило. Публика, сцена, видливост. Што нуди автомобилизмот во однос на маркетинг? Ти преска спомна дека си при крај на своите студии. Ја верувам дека како и све кај тебе ништо не е случајно. Да ни објасниш? Па тоа беше стратегија од тоа како да дојдеме публичко до тркачкиве патеки. Мораше да се изоди тој пат, 4 години студии бизнес и ентерпрайз. Сега е полесен патот, затоа што знаеме што треба да направиме, имаме добар план, добра стратегија и тоа е уствари единствениот начин да настапиме и да продолжиме со ова што се занимаваме. Како тим зборувам и јас како воzač. Ја ги гледам трките како маркетплейс, мислам дека се огромна платформа бидејќи судејќи по другиве надпревари, дали во истата сфера или во повисоки каде што има појаки коле и така натаму, гледам огромни спонзорства. Тоа е зошто е тоа така? Самите трки, самата организација, како што ти е познато, тоа е маркетплейс, тоа е место каде што баш треба да се извади секој лого од секој бренд. Посетеноста е масовна, 40.000, 20.000, зависи на која патека, во кој дел од сезоната. Едноставно, адреналинот го прави своето. Дали сте публика, дали сте возач, дали сте дел од тимот, сите сме под адреналин и самото чувство и кога го гледате брендот се доживува на многу друг начин. Остава како печат. Ја би земам пример овие јутубери, значи јас следам на YouTube коли 12-13 години. И јас самиот се осеќам адреналинска состојба кога ги гледам, лежам у кревет, нели? И верувам дека нели кога си уште па на патека, уште поголемо и мислам дека сите тие што се спонзорства практично кеш аут прават на целиот тој фокус. Као тепин прават и сакаат да извадат од максимум што можат од оние фанови кои што секако се верни на сето тоа. Секако дека ние имаме специјална публика, можеме да ја наречеме, луѓе што се фанови на автомобили, на коли, тие луѓе што се верни на автомобилизмот, на спортот. Сега со самото тоа е многу природно место да се донесе бренд. Значи тука не треба да е бренд од автоиндустрија, може да е храна, може да е било каков производ. И сите тие се добре дојдени за тоа што едноставно пред самото представување на тој бренд во овој високоадреналински спорт е право место да се биде. Нема друго објаснување, нема друга тајна. Уствари нема ни подобар начин ова да се објасни. Сега со добар тим сите брендови можат да се поврзат со добра екипа, нашава екипа. Јас можам да им ветам на луѓето дека ќе се изненадат колку квалитетни работи ќе направиме за нашите спонзори. Едноставно и буквално ќе биде оправдан секој нивни денар вложен како наши потенцијални партнери или како наши партнери. Така да самото поврзување на автомобилизмот со брендови е многу природно. Ќе го видат ли нивниот бренд на пиедесталот? Тоа е целта.
да направиме начин да отвориме пат, да отвориме врата каде што ќе можат сите тие брендови заедно со мене и со мојот тим да победуваме. Како можеме да дознаеме повеќе за ова што го збориш, некој ако е заинтересиран, како може да ти сконтактира? Контакт формата е отворена на нашата веб страна kiproracing.uk. Исто така можете директно да испратат вие или нашите спонзори потенцијални, може да испратат на нашиот имејл контакт maimonche@kiproracing.uk. Можат да посетат, исто така можат да стапат во контакт преку социјалните мрежи. Имаме одличен маркетинг тим што стои позади нас. Поздрав за него. Така да секој што сака да соработува нас е многу лесно да ни сконтактира и тој што сака ќе го најде патот до нас. Да. Не има на Instagram, не има на YouTube, не има на LinkedIn, не има на Twitter. Kipro Racing или Бранко Кипровски, ќе не најдете. Ајде малку да се вратиме назад, да збориме малку за она што највеќе ти лежи. Да збориме за патеките. Која е најкомплексна, која е најлесна, кај се осеќаш како дома? Сега, најкомплексна патека ќе биде она каде што не сум возел во моментов. Во оваа сезона ќе имаме првата трка на Инглси, таа патека, да бидам искрен, не сум ја ни проверил, не сум ни прегледал некое видео. Инаку мојата тајна за тренинг на патеки е прегледување најчесто видеа, поготово од BTCC шампионатот, меѓутоа никој од овие, иако се познати патеки, нема надпревари од BTCC шампионатот. Така да ќе се потрудам, ќе најдам тоа што ми треба, за тоа што знам или кои видеа можат да ме доближат до оној тренинг што е на самата патека, нели, кога би бил со свое возило. Така. Сега имам и симулатор. Како што знаеш, на него исто така можам да направам шейкдаун на патеката. Многу е близок самиот симулатор до реалната трка. Некои 95% според мене е слично. Така да можеме на тоа и да заштедиме, можеме и да зголемиме некои перформанси во поглед на запознавање на патеката. Тоа е генерално за една од најтешките патеки во моментов, таа би била. Оние што не знаат, симулаторот е озбилна играчка. Да, сериозна работа е симулаторот. Во ова, да кажам, модерно време, без симулатор нема шанси да се оди да се атакува на титула, на победа. Значи тоа време дојде, јас не бев љубител на тоа, не бев поддржувач. Секогаш го сметав дека е некоја игра, не сум геймер по природа, мада сум играл нормално игри, не сум некој лојален геймер. Но откако се запознав со Тим Сагден, ми објаснето дека без симулатор нема никаква иднина во мотоспортот, морав да го прифатам тоа и со време се пронајдов во самото тоа, не сум лош. Со многу несоодветна опрема, возам и да кажам победувам со возачи кои што имаат многу скапи опреми симулатори, да. И повеќе време за таква трка. Да. А која е најлесна патека? Најлесна патека. Сега можам да ги одвојам Брендс Хач затоа што ми е како најблиску, нели, во Лондон каде што живеам. Таа патека ми ете и буквите од имињата ни се тука, БР. Да. И таа е доста добра патека која што добро ја познавам, да кажам, највеќе возење имам на таа патека. На која се чувствуваш како дома? Освен на водно, има една патека во Англија. Ја знаеш која е и ти, тоа е патеката Крофт. Таму беше мојата прва официјална трка откако отидов во Англија. На таа патека, нели, водев цела трка, не успеав да ја завршам затоа што возилото откажа од X причини во последниот круг пред самата целна линија. Исто така 2021 во Фокус Купот, баш на мојот роден ден, победив во Фокус Куп со најбрз круг, со доминантно темпо, со разлика од некои 6 секунди, каде што во последниот круг морав да зборувам со себе, да се договорам да отпуштиме газ за да остане секако што треба, иако имав проблеми со возилото, имав неистекување на гориво и цело возило внатре беше во чад, во дим. Не знам ни јас како помен, меѓутоа ето и адреналин што го зборувам цело време си го прави своето.
Ја мислам дека колата можеш и да гори слободно, нема шанса да стане. Се додека можеше да вози, ќе горевме и ќе победувавме. Да, верувам, Бога ми, кога возиш дека и не гледаш ни толку и назад. Да. Пошто више збориме баш за трките, ме интересира, нели, и спомна дека сте имале проблеми со бизнис, со колку е важен тимот што го имаш позади тебе, пошто тоа е реално тимски спорт, не е индивидуален. Тимот е важен исто колку што е важен и возачот. Без добар тим нема добар резултат. Без добар тим немаш добар возач. Ако возилото не е спремно од добриот тим, колку сакаш биди добар возач, нема добар резултат. Така да тоа е една цела единка и многу е важно да се работи добро со тимот, да има соработка комплетно, значи во сите сегменти, во подготовка на возилото, во перформанси на возилото, значи стратегија за самата трка. Зборувам за оние што одат на победа. Ние сме од тој калибар на возачи. Јас се сметам за таков возач затоа што дури кога сум работел и сам, кога сум го подготвувал своето возило во Македонија, тоа сум имал поддршка и тогаш нормално од другари и пријатели, луѓе што можеби не толку многу го познаваат тој свет. Меѓутоа секој го давал најдоброто од себе и секој го делел размислувањето што би направил тој и дали мојата одлука е добра. Јас пошто сум целосно внесен во овој спорт, сум ги носел одлуките земајќи се во предвид и секогаш со минимални услови сум го вадел максимумот од ситуацијата или од денот, од моментот и така натаму. Дефинитивно најважен е тимот, без добар тим нема успех. Ја од нешто што правев во мојот ми спомна дека има нека протокол што се случува пред, после трка, имате некои разговори, како оди тоа, например, како се договарате за модификации, адаптации, нели, различни трки, различни сетинзи? Па добро, тоа е стандардно нешто за нас возачите, затоа и можеби не обрнуваме внимание на тоа. Да. Тоа ни е рутина. Доаѓаме значи на самата патека, од самото утро разговараме за автомобилот, дали е секако последното возење што било или дали имаме основа, дали имаме некоја меморабилија за каков бил сетапот за оваа патека во минатите години, за да се почне од некоја основа. И после тоа према стилот на возењето на возачи. Има многу возачи што имаат различни стилови на возење. Јас можам да се прилагодам према возилото, многу лесно се прилагодувам, така да подобро е да се изнајде, да се извади максимум. Ако негде сметаш дека некој разлика во сетап дека би можела да те забрза, нормално сите одиме кон тоа, го пробуваме. Сега работата со тимот оваа година малку ја унапредивме. Еве можете тука да ја видите и кацигата, земавме помодерна кацига со радиоврска. Тоа ќе ни помогне да не го губиме времето во излегување на патека, враќање, па собираме дата, информации, каде треба да се поправи, каде сме поспори, каде можеби негде сме и пребрзи. Да. Значи, не значи дека ако си пребрз, дека си добар, значи тоа некогаш и казнува таа брзина, поготово на влез во кривините. Обично викаат ако изгледа споро, уствари е па најбрзо. Да, ако е возилото пребрзо во кривините и тогаш се компрометира излезната брзина, а сите знаеме дека излезната брзина е најважна. Тоа е уметноста во трките, затоа што треба да извадиш брзината за правецот после кривината. Значи, тоа е таа стратегија. Треба да се пренесе брзината и низ самата кривина. Тоа е тоа. Сега сме на тоа едно да кажеме, уште повисоко професионално ниво. Јас од секогаш сум сметал дека ова го работам професионално, за она што го кажав, со тоа што сум имал условите, јас сум го вадел максимумот. И дури некои луѓе биле стварно зачудени, поготово мои колеги кога ќе го пробаат моето возило, како го возиш ова. Да. Тоа ми се случило неколку пати, може ќе имате прилика некој да ви биде гостин да ви го каже тоа од тие што го доживеале тоа или што виделе какви возила биле тие моите во однос на тие каде со кои што сме се надпреварувале. Па ја го возев твоето што е на десна страна, малце да ти кажам. Зборам за тркачките кои. Здравје, можеби ќе влеземе и во тоа. Да. Мене секогаш ме фасцинирало. Јас на пример не сум да речам за тимски спортови, повеќе за индивидуални спортови. Секогаш ме интересирало, пример, јас знам сам со себе како да се надпреварувам. Ама никогаш во тој некој тие сингл спортови, значи конкуренцијата е си самиот си ти, нели?
а ваму конкуренцијата ти е на браник. Како балансираш храброст, егоизам, разум, како Балансот е тешко да се најде. 2021 имав проблем на почетокот на сезоната затоа што јас бев од оние возачи што никако не ја даваат својата позиција во рамките на дозволеното. Имав многу проблеми. Реално можам да кажам од неправедни казни, имам изгубено околу 5 или 6 победи таа сезона. Слободно ќе кажам дека доминирав во шампионатот, во Фокус Куп 2021 година. Може би беше очекувано дека тоа ќе се случува. Така и дојдовме до таа понуда, им требаше некој што е свежо име во автоспортот во Англија да повлече фокус кон баш тој Ford Focus Cup. Ова се поклопува. Да. Сметам дека и за тоа бев поканет да возам во тој шампионат, меѓутоа самото неприфаќање како македонец, сите други таму се англичани, сите тие негде биле шампиони по некои купови, сега возат тука, доаѓа некој што не ја возел патеката и овој доминира. Да. И тука е тој проблем. Едноставно не можеш да доминираш без да трнси во око и доаѓа до тие казни, не по моја вина, инциденти, иструкување од патека, удари, незавршување на трки, значи се и тоа не ги казнуваат возачите што го предизвикале тоа. И нормално јас си ги знам своите делови од патеката, кај треба да бидам во делот, дуелот, значи се е тоа на највисоко ниво од моја страна, меѓутоа едноставно таму немаш простор за да се одбраниш, немаш каде да се. Да, ама би те прекинал тука, бидејќи ги имам гледано снимките, ќе можат и гледачите да го видат тоа. Ги возбудуваш коментаторите. So park straight, which isn't straight and it isn't flat either now as Branko Kowalski looks up the inside line. Branko Kowalski passes the championship leader to go into fourth place. I'm going to have a go now at Mark Prost. Јас не знам како коментаторот на преживеа човекот. Значи јас кога имав некои поминувања, поготово ние од надворешна страна, Да. тоа се смета за велема историја во спортот, затоа што сите знаеме дека внатрешниот дел од кривината е пократок пат. И кога некој ќе претекне некој возило на дворешна страна, поготово кога се вози за првите 5 или 10 позиции, а мене тоа ми се случувало за трета позиција борба или за второ, значи со најконкурентните возачи. Тоа мислам дека и така се кажува и така доаѓаат до таа реакција самите коментатори. На интернет постојано сме бомбардирани со коучови, лайф коучови, истреност, посветеност, среќа, физичка, ментална, што и да е тоа, што и да значи. Нели има ли мислам фактор среќа во целата приказна? Фактор среќа е најважниот фактор во секој спорт, така и во спортот. Не треба многу да се зборува за тоа, без среќа што и да направиш ако нема среќа. Ситници мали те делат од тоа дали ќе успееш до целта или нема. Следните неколку дена се дружиме поинтензивно, ми спомна за тоа дека браникот е паричка со две страни. Тоа значи имаш две опции. Да си на некој на браник или некој да ти има. Значи кога гледаш браникот низ предно стакло, Така? тоа е она добрата опција. Аха. Значи си побрз од некој, го стигаш и следно е да го поминеш. Полошата опција е која е некој позади, го гледаш на ретровизор и знаеш дека е позади. Јас погажувам на оваа страна затоа што возам од десно, а инаку може ретровизорот да иде From тука the right side. или на оваа страна. Да, тоа е интересно кога е некој позади тебе, тоа обично е кога некој е побрз од тебе, тоа е непријатна ситуација за секој возач и било каков мал контакт во задниот дел од возилото може лесно да заврши неславно за тој што е напред. А што ако ти се, например, прегреани гуми, мислам, има ли тоа влијание нешто? Па прегреани гуми, секако дека има влијание. Никој не би сакал да биде на прегреани гуми, на прегреани кочници, секој сака да биде на работна температура што е перфектна, тоа го знаеме. Некој пат се случува и во трка да ја одржуваме температурата, да не се оди со најголеми брзини по некои кривини, значи да се избалансира круг или два, по тоа кога ти треба да го isforsираш возилото, тогаш да дадеш малце максимум, да дозволиш нешто да се прегрее, дали кочница или гума, така да и тука има балансирање. Имаш една тема што не ја допревме, а тоа е ритуалот пред трка, што мене многу ме интересира бидејќи сакам да знам како е да си тркач.
Од мој аспект можам да ти кажам, од мој агол, претежно ги имаме сличните работи пред секоја трка. Најпотребно и најважно е за секој возач да има некаква студија на патеката. Сега таа студија што подразбира? За мене подразбира преглед на видеа од самата патека. Јас најчесто го правам тоа поврзано со шампионатот од BTCC или британскиот шампионат за туристички автомобили. Ги гледам тие трки на тие патеки каде што треба да настапам пред самиот настап, пред самата трка неколку дена, да се фокусирам на тие сегменти, на тие моменти каде што секогаш не значи дека ако го имаш перфектниот апекс, дека уствари си најврз ни самата кривина. Тука мора да се направи онаа позната трак волк или прошетка по патеката, да се открие самиот степен на асфалтот. Сега дали е овалноста дали е вдлабнат на некои места, тука ќе имаш повеќе грип, ако е обратен, значи од влапка, ако е испапчен во горниот дел. Тука е битно да не се премине тој дел, затоа што веќе возилото е надвор од баланс, значи ќе ве повлекува надвор. Оваа тактика ми послужи да ја победиме на патеката Крофт, затоа што излезот пред самата шикана, после стартна целна рамнина доаѓа една мала шикана, кривина шикана и има целосна кривина со излез од шикана. Таа патека ја одев и ја студирав цел ден. Додека не ме стемни и веќе не можеше да се гледа. Толку бев посветен на таа патека која победив. Тоа уствари беше и клучот за погледнам неколку видеа и открив дека на тоа место неколку возачи не ја користат целосната ширина на патеката, на кривината, на свиокот. Тоа одма ми појави некој сомне, значи ја такви детали секогаш и во приватниот живот ги следам, и дали секој луѓе, дали ке било како. Значи ги следам тие детали зошто нешто не се случува целосно, сигурно има некоја причина. Така и ова бев во право, го открив тоа дека е така, пробав неколку пати на самите тестирања, излегов од таа, да кажеме, граница моја каде што одредив дека треба да бидат левите тркала од возилото и се покажа дека е тоа, меѓутоа го чував како оружје, не го користев за некој друг да не тргне по мојата линија, го чував за оној круг кога би требало веќе да напаѓам за прва позиција и имав среќа, дури и тоа кога го направив, немаше никој позади мене, затоа што првиот и јас како втор во тој момент имавме доста одделено од другите возачи, така да никој не го виде, а откако дојдов на прва позиција, после тоа нема ни прилика да го видат тоа, затоа што беше секунди напред. Да, тоа беше тактика на мојот менаџер Тим Сагден. Имав доста проблеми да оставам позиција, можеби спомнав и претходно. Да. Во првите трки се борев да ја сочувам позицијата во склоп со правилата, нели, од автоспортот. И се покажа дека неговите совети, да се биде смирен, да ако дојде до дуел, поготово кога имаш добра позиција, дека треба да се остане смирен, дека не може да се чува по секоја цена таа позиција, дека треба да си 2 пати, 3 пати подобар од своите противници во тие моменти, да ги оставиш да поминат и да изградиш момент, да чекаш нивната грешка или да откриеш каде се послаби. И јас сум слушнал за тоа и на други места дека неправилностите на асфалтот може да донесат намалување до некои стотини, што се многу важни реално при самите трки. Во однос на исхрана, каков тренинг практикуваш пред трка, како изгледа тоа, има ли некои особени ствари кои што ти се важни, бидејќи знам дека има и големо растојание измеѓу трките, бидејќи не се секој викенд последователно и се на различни места, нели? Мислам, како се носиш со тоа? Тренинзите пред самите трки се поинтензивни. Нормално кога ќе дојде викенд се намалува со тие тренинзи за да можеш да имаш засточувана енергија, што помага, нели, при самиот евент. Полесна храна, повеќе витамини, течности се многу важни исто за време на самите надпревари. Тоа е генерално. Има ли некој процес на климатизација на самото место? Климатизацијски, јас мислам дека е доста битен фактор. Знаеш она старата како е поговорка, секое чудо трае 3 дена. Сметам дека ако пред самиот евент, ако си повеќе од 3 дена на местото каде што ќе се одвива трката, дека ќе ти биде многу поприродно
да го издржиш цел тој викенд, да бидеш комплетно фокусиран на самата трка. Јас тоа го сметам, не значи дека е тоа докажано или дека е така. Тоа го потврдив баш од 2021 единствена трка каде што не пристигнав сабајлето во 5 за да возам во 9, 10 или 12 кога беа трките. Јас пристигнав неколку дена порано, се одморив, значи ја шетав патеката, ги прегледав сите правилности, неправилности, значи каде би бил подобар, каде би бил побрз, значи се тоа го открив и сметам дека климатизацијата е голем фактор во овој спорт, а сигурно и во други. Спомнавме за светската база на возачи, може да ни кажеш некоја статистика колку имаш, освен тие 80-100 трки што ги кажа, колку имаш најбрзи кругови победи? Да, за жал не сум сигурен за тоа што не знаев дека еден ден ќе ми требаат овие статистики, не ги водев. Според светска база на возачи имам 53 официјални настапи. Да. 2 пати имам најбрзи кругови на патека, ова е се според светска база на возачи. 4 победи и ете од титули имаме 2 шампион на Македонија на ридски патеки. Ај сега маца да збориме за она што може би представува најголема нервоза на кај одреден возач. А тоа се незгоди. Нема да те прашувам за овие незгоди што се имаат случувано минатото во Македонија, ме интересира за Англија. Бидејќи таму си мислам дека и ти закачи еден надимак за руки. Како се имаше ли незгоди воопшто? Имав како немав. Дури не можам на сите можеби да се сетам. Знаеш кога возиш она за прво место, тука нема тактизирање. Значи мора и тестирањето да ти биде реално, тренингот да ти биде реален, самата трка треба да ја возиш реално, значи треба да си брз на сите места, така да било каква мала грешка или било каков мал контакт може да донесе до излетување. Поголем инцидент 2019 на патеката Брендс Хач првин удрив во бариери. Тогаш ја возевме она подолгата конфигурација на Брендс Хач и таа е GP инаку. А помалата ја нарекуваат Инди, има помала конфигурација. Патеката, освен тоа што излета во бариери, немаше некои големи оштетувања, ситни оштетувања, но имаше. Второто беше возев на трета позиција и тогаш веќе во втор круг имав најбрз круг направено. Второ позиционираното возило го удри првото возило во задниот дел, каде што се измести возилото. Сметајќи дека возачот, знаејќи дека е добар возач, сметав дека ќе се извлече од таа ситуација и за да не избега овој што веќе изби на прво место, јас останав со полна газ. Тоа беше коцка. Да. Дали ќе, мада ја не сакам такви спортови или коцкање, овој пат во име на спортот морав да останам, значи, со полна газ и човекот не ја спаси ситуацијата, се испречи точно пред мене и јас со полна газ удри во него. Го оштетив целосно возилото тогаш, предниот дел. Тоа беше една од тие инциденти и 2021 излетав со некои 200 км на час во бариери, водени бариери, исто со помали оштетувања. Таа е мојата среќа, да. А штетите како ги покрива тимот, возачот, како оди тоа? Исто заборавивме на Донингтон последната трка 2021, исто излетав уште на тренингот, затоа што бев пребрз на вода. Сакав да пробам некои нови линии, затоа што таа Донингтон е патека што е пребрза. Имаме доста нагорнини и надолнини, значи као ролкостер е патеката. И искачаш на највисоки места, потоа тонеш најдлабоко, едноставно може да се случи да не знаеш каде си. Да. Тоа веројатно и би се случило со побрзи возила како што се GT серииве, како што е ова возило тука. Да. И едноставно излетав без никаква контрола, потфатен од аквапланинг на возилото, надвор беше од мојата контрола, инаку ги поминував другите возила како да не возеа трка, како да не возеа тренинг. Толку бев брз и толку ме понесе тоа и сакав уште побрзо, знаеш како поминуваат круговите, ти се ствара, ти се создава самодоверба и си викаш можам уште.
А стварно се чувствуваше некој грип како да си насуво на одредени места. Сега додека трел последниот круг, веројатно биле најголемите врнежи и тука таа вода веќе не може да истече на страна од патеката. Да, линијата може се била задржува сува, и тоа со аквапланинг, значи и побрз излез нормално, пошто Да. се забрзуваш од круг во круг. Да. И тоаш има силен удар во бариери, возилото беше комплетно оштетено, дури моторот и менувачот беа одвоени и оддржачи на каросерија. Тоа беше страшен удар, тука дојдоа и со амбуланта, бев некои 40 минути во амбуланта, се надевам мајка ми нема да го гледа. Поздрав. И така, поздрав. Ќе чепна малце на незгодна сфера. Дали има политика на асфалтот? Мислам, колку по позиции победи Преска спомна дека би биле добитни доколку не би биле некои лоши да не беше таа политика, таа пристрасност кон своите воздачи од страна на англискиве шампионати кај што возев. Да не беше таа пристрасност, ке имав сигурно 5 или 6 победи, што многу ќе значеше и за мојата кариера и за профил како возач и за самодоверба и се. Меѓутоа самодовербата е тука. Јас знам дека сегде бев со блиску до најбрз круг или со најбрз круг. Сега они што си ги поништуваат тие времиња мои под различни изговори, јас веднаш под Донингтон првата трка 2021, јас веќе видов што се случува, зборев со менаџерот мој. Он ми вика мораш да најдеш начин да се избориш со тоа. Да мораш да замислиш дека таму си на патека, ама дека ти си возрасен и дека тие се мали деца. И ти мораш да најдеш начин како да ги воспиташ и како да се однесуваш кон нив. Значи ако си возрасен не можеш нели да едноставно да одиш по тоа тие што ќе го побараат, туку да најдеш свој начин, како и покрај тоа што тие ќе предизвикаат нешто или ќе иницираат за нешто да се случи. Ти ќе треба да најдеш начин да се справиш со тоа и пак да завршиш прв. Така да станав добар професор на овие мали деца, мислам, и искрено неколку пати спомнав и минатите гостувања по телевизии дека се чувствувам јас лично дека го надминав Фокус Куп. Овој шампионат сега што ќе го возиме во Racing Hondas или Civic Cup, можам слободно да го наречам, е место каде што треба да бидам. Со оглед на тоа дека имав исто понуда 2022 година да возам ТЦР шампионат. Имав и тестирање 2022 со Golf TCR, ново возило, кое што е 350 конски сили турбо. Одлично се снаоѓав со возилото, сметам дека нема да имаме никакви проблеми сега во возилово Honda Civic EP3 240 конски сили. Така да се чувствувам комотно во своја кожа, се чувствувам на патеки во Англија, низ Обединетото кралство, се чувствувам како дома, на свое. Не е нешто, немам некој, да кажам, посебен предизвик, едноставно ќе го правам тоа за што живеам, тоа што го сакам, риба во вода. Кои се најверните фанови? Најверните фанови се стршлени. А уште поверни од нив се моите две кирки. Матеја и Леона, ги поздравувам сега во оваа прилика. Поздравам јас. Има еден момент поврзан со нив, не знам колку имаме време и тоа да го спомнеме. Имаме време. На патеката Кастел Комп одиме, тоа беше трета трка од шампионатот 2021. На тренингот одам и гледам дека моето возило е најслабо со гуми. И одма одам кај сите, значи тоа ми е мене проверка на сите висини на возила, предни, задни делови. Мислам дека правило е нови тркала. Да, шампионатот беше договорен, на секоја патека кај што одиме имаше два нови пневматика, си бираш кај ќе ги ставиш и нормално напред одат, пошто моторот е напред и трошењето на пневматиците на предниот дел е поголемо. И одиме на таа патека и мојата кола речи си без гуми. Сите други имаат гуми. И одам прашувам организаторот, вика тоа е тоа за оваа патека, за овој викенд немаме нови гуми. Викам, зашто баш кај мене се најстарите? Вика, не си ги заштедил. И добро, а нели возилова не ги гледаме, немаш твој тим, твои механичари. Значи самиот шампионат има негови механичари и колата они ја зимаат, они ја носат на предтрка. Да. И овој пат се случи, остана така и сега јас размислувам, сега треба да играш шах, а немаш фигури. Добро, викам што е тоа, отидовме на тестирање, извозев неколку кругови, тоа беше тоа мој излетување славно со 200 км на саат во бариери.
се повлеков назад, чекав квалификации, гледав, значи ги слушам, нели, брзина, слушаш од прилика, ги гледаш возила во што поминуваат и сега се трудиш да тренираш со тоа што ги гледаш, не со тоа што го правиш, да почувствуваш каков е грипот на патека, кај треба да си позициониран. И тоа помина некако, дојдоа квалификациите, свртев 4 или 5 круга, што беа доволни за 14-та позиција од некои 28 возила. Тој викенд што настапувавме. И нормално чекав да стратегијата беше пошто имаме обратен грид. Прва позиција со 6 се менуваат и сите 6 позиции наредни се ги менуваат местата за втората трка. И мојата стратегија фактички за победа беше од 14 да завршам 6 за да можам за втората трка да стартувам прв. И тогаш баш на таа трка отидовме со моите киркички заедно. И сега они си гледаат целава трка и они се радуваат. Значи доаѓаме во бокс и викаат тато супер, вика најбрза кола си на патека, вика не се секирај. Јас се смеам, викам знам дека сум најбрза, меѓутоа викам немаме гуми, имам план, викам чекајте до крај. И помина првата трка од 14-та позиција до 6-та, не е мала работа. Верувам. Меѓутоа, они фасцинирани тотове, сите коли ги помина која позиција заврши, викам 6 сум. И дојде втората трка, застанав на пол позиција и од X причини дури коментаторот ја има баш таа трка каде што коментира дека очекува многу од мене, посебно дека стартувам прв. With work to do, Branko Kiprovski looks good here in pole position. He's going to be a difficult man to beat. Gets off the line well. And on the outside line, it's Scott Parkin, but Branko dropping back. He's got a problem. Rob Gaffney jinks to the inside line. Gaffney coming up into P2. Frustration from Kiprovski. He looked like he made a very efficient move off the line. But the car, I think, has expired. Everybody going past the Macedonian driver. И ќе беше така, ако немавме гуми доволно за цел викенд. Стартував и пак од непознати причини, возилово остана во сейф мод на 3000 обртеи. Тоа е тоа, сите ме поминаа на старт, коментаторот си кажа што имаше, јас си застанав и главната приказна е кога влегува во бокс се паркирав, излагам и Матеј или она доаѓаат и плачат. Што се случи? Пак ли ти изгаси возилото? Значи ми викам оставете, ова е само трка, ќе има уште многу, така да. Сега сме со наш тим, со најдобар тим, можам да кажам во Англија. Сега ќе има помалку такви моменти, се надевам дека ќе имаме повеќе моменти за славење. Јас сакам да наповедам за оние што не слушаат и гледаат, дека сите овие совети што ги даваме се исклучува за на патека и дека возењето на улиците знаеме сите како треба да биде по соодветни правила, без хулиганство, што се случува кај нас често. Мислам дека тоа е последица од причината што кај нас и нема некоја патека. Јас знам дека сите во Македонија кои што имаат луѓе што имаат и озбилни аута како што е жолтово позади и слично, кои што сакаат да ги пробаат, но немаат каде за жал, па одат надвор од нашите граници за да пробаат. Да. Но што е тука е, јас би сакал малце да слушнам за тие, мислам, од секогаш ми било фасцинатно дека си сакал да направиш нешто назад, да вратиш назад на комјунитито што те следи. Добро, сега не би се фокусирал на тоа, иако имам направено неколку акции, еве и кога беше ковидот се одлучив да имавме банка за храна. Точно до станот можеше да се види луѓе што чекаат храна да земат. Нема никаква заштита, нема ракавици, нема маски. Што за тоа време што не трениравме, нели, на патеки, немаше тестирања, со некоја одредена сума заштедена од тие нетестирања, набавив некоја опрема за овие луѓе и еден ден одлучив да им поделам на нив и се додека имаше опрема во пакетот што го порачав. Јас поминав по некои локални паркови и луѓе што мораа да работат, како што беше локалната гаража, автосервис, локалните продавници и на луѓето баш им кажав останаа викам некои продукти, чувајте ги пошто сте секојдневно во контакт со луѓе. Меѓу нив се погоди и новинар кој што сето тоа го објави во весник, во Ислингтон газет во Лондон. Како вика, добриот глас брзо се слуша. Исто неколку пати направивме акции со наши локални таму луѓе, херои, јас ги викам.
Јас им слушнав дека нудат храна, собираат, прават акции од локални ресторани, по неколку оброци од секде собираат. Јас ги прашав баш вика можам да помогнам со возење, со моето возило да подигнам храната и да однесам транспортер. И тогаш неколку пати значи оние ме повика и им кажа се што ви треба со кола да се земе, да се пренесе, да се однесе до луѓето да можат да го поминат денот. Имаше локална црква во Ислингтон, во Лондон, и на тоа место луѓето чекаа на пример во 14 часот. Кој што може им носи тука јадење и си зимаат секој што мисли дека јаде, дека му се допаѓа. И јас со ова се што собирав по рестораните им носев неколку пати. Ова него сега не знам, ова не се фалиме со ова го правам од срце, нормално да помогнеме. Инаку кога започна темата за безбедно во сообраќај, имав и исто така направено во Лондон за безбедност на патишта акција, која што исто така добро се препозна, беа присутни околу 300 дечиња од школата каде што учеа и моите киркички. Беше супер препознаено. Најинтересно беше дечињата беа многу фокусирани, затоа што имав тогаш црвен комбинезон, тркачки, и веројатно ме доживеа како некој супер херој. Мислам дека мува да поминеше, ќе се слушнеше, замислете 300 дечиња и комплетна тишина. Фокусирани, ја допреа секој дел од опремата, кацигата тогаш ми беше заштитната кацига, тогаш беше нова исто. Можеа да ја стават на глава, да видат како е од прилика, прашува интересни прашања. Оние беа тука на твое ниво, ме прашуваа дали си имал инцидент. Имаше што да им кажам? Барем јас како да речам ентузијаст, ако можам сам себе да се наречам како таков. Можеш. Мислам дека за сите нас што не ни се блиски тие работи, сите оние што се професионални тркачи, мислам дека се стварно херои, бидејќи за мене тоа е искрено, може не е така од некоја си физичка перспектива, математичка, но за мене тоа е патување низ времето и мене тоа многу ме интересира и многу од секогаш ми било фасцинатно. Остана уште да ги спомнеме оние кои што го возможија ова денеска. Бранко, сакаш да почнеш? Да, јас сакам да се заблагодарам најпрво на мојот маркетинг тим, да не беа луѓето од мојот маркетинг тим, немаше ова да се случува. Второ, сакам да се заблагодарам на Караш видеопродукцијата. Тоа се дечките позади камерите, не може да ги видите сега, ама јас ќе пуштам некоја стори и ќе ги видите кои се. Сакам да се заблагодарам многу на мојот добар пријател, на моите добри пријатели Владко и Горан, Владко, Бенс и Горан. Тоа е убавото возило што се најдеме еден ден дека ќе имаме слично на тркачките патеки. Здравје. Сакам да се заблагодарам на Димитрија Кимовски за возилово што ни го отстапи, што ни помогна со се што требаше, иако е премногу зафатен моментално. Направи се што можеше буквално за да се подготви возилово. Сакам да се заблагодарам на нашите другари исто што ни помогнаа со некои делови за возилото да биде како што е сега. И те молам уште да најавиш ако можеш за медиа денот во Diamond Mall. Значи, ќе имаме медиа ден во Diamond Mall, 12-ти, тоа е следниот петок. И таму ќе го представиме возилото со сите можни опции за спонзорство на Бранко и на неговиот тим за предстојниот шампионат. Ќе бидеме ние таму, ќе може да разговараме, да продискутираме за кои се можностите, како сето тоа ќе изгледа и да се подружиме. Благодарности до Diamond Mall. Да, благодарност до Diamond Mall. Ќе имаме се објавено на моите социјални мрежи, на Инстаграм, можеме да ги повториме уште еднаш. Кипро Рейсинг _, Бранко Кипровски, Кипро Рейсинг фанпејдж, Facebook. И сакам само да кажам уште една тајна, што овака изгледа неофицијално, дека мојот маркетинг тим се Јован и неговата сопруга Пепи. Поздрав до Пепи. Чао, Пепи. Верувам дека многу ќе направиме заедно. Среќен сум што ве имам, и продукција, и маркетинг тим. Среќен сум што ги имам овие луѓе позади мене. Не сум изненаден, давам се што имам кон вас, истото го добивам назад. Одиме заедно да победуваме. Победуваме. Јас сакам да кажам, да се заблагодарам уште еднаш на Бенс групацијава што стои позади нас.
Искрено, секогаш ми е убаво кога се наоѓам во околина каде што мириса на бензин, угле и слично. И би сакал, доколку ви се допадна ова за кое што разговаравме денеска, сакам да ви наговестам дека ќе има слични работи во иднина и доколку не ви е проблем, построшете една милисекунда и кликнете на follow или subscribe, не само тука, туку и на сите социјални мрежи како Instagram, TikTok и Twitter за каналот Road Machines. Се гледаме. Поздрав! Се гледаме. Чао.